книга 5, страна А, на испит за Бог. Поздрав! Настаните од зелената сликовница се од Божјата книга Библијата. Овие настани зборуваат за големи луѓе кои ја примиле Божјата помош во време на неволја. Слушај, погледни ја следната слика кога ќе го слушнеш овој звук. Слика 1. Нееман го посетува пророкот Елисеј. Елисеј беше голем учител и Божи пророк во Израел. Еден ден човек по име Нееман дојде во неговиот дом. Тој беше началник на сириската армија. Сирија беше голем непријател на Израел. Нееман беше храбар и моќен човек, но беше лепрозен. Тој дојде во Израел, бидејќи слушнал дека Елисеј може да ја исцели неговата болест. Но Елисеј не ни излезе да го поздрави. Елисеј го испрати својот слуга да му каже на Нееман: оди и изми се во реката Јордан 7 пати и ќе бидеш очистен од лепрата. Нееман се разгневи и рече: јас мислев дека тој ќе дојде кај мене и ќе го повика името на својот Бог, за да ме исцели. И така, Нееман се замина со голем гнев. Нееман во реката Јордан. Слугите на Нееман го молеа да се одврати од неговиот гнев и гордост. Тие го убедуваа него да ја послуша едноставната наредба која пророкот Елисеј му ја даде. И така, Нееман отиде на реката Јордан и се изми 7 пати. Погледнете ја сликата. Нееман е многу радосен. Неговата лепра беше целосно исцелена. Елисеј не се плашеше од човек. Тој имаше доверба во Бог. Тој знаеше дека неговиот Бог може да направи се и знаеше дека луѓето мора да бидат послушни на Бог, за да бидат спасени во нивните проблеми. Слика 3. Елисеј и Божјата војска. Бог му објавуваше на пророкот Елисеј секој пат кога сириците доаѓа да го нападнат Израел. Елисеј го предупредуваше царот на Израел и така сириците не можеа да го победат Израел. Царот на Сирија им кажа на своите војници: одете и дознајте каде живее Елисеј, за да можам да го заробам. Едно рано утро Елисеј и неговиот слуга излегоа и ги видоа сириците како доаѓаат да го заробат. Слугата извика: Господару, што ќе правиме? Елисеј рече: не плаши се, оние кои се со нас се побројни од оние кои се со нив. Тогаш слугата ги виде коњите и огнените кочии насекаде околу нив. Тоа беше Божјата војска испратена да ги заштити Елисеј и неговиот слуга. Слика 4. Елисеј и ослепената војска. Додека сириците се приближуваа да го фатат Елисеј, тој се молеше на Бога велејќи: Боже, ослепи ги овие луѓе. Одеднаш сите војници не можеа да гледаат. Елисеј отиде кај нив и рече: следете ме и ќе ве одведам кај човекот што го барате. Елисеј ги водеше слепите војници право во Самарија, еден од главните градови на Израел. Таму Елисеј се молеше на Бога повторно: Боже, отвори им ги очите сега да прогледаат. Тогаш сириците видоа дека се наоѓаат во градот на нивните непријатели. Царот на Израел сакаше да ги убие, но Елисеј рече: дај им храна и вода, а потоа пушти ги да си одат дома. Пријатели, Богот на Елисеј исто така е поголем од сите наши непријатели. Не мораме да бараме одмазда ако веруваме во Бога. Слика 5. Обсада на Самарија. Сириската војска дојде повторно да се бори против Израел. Тие го држеа градот опколен за долго време. За брзо време израелците останаа без храна. Погледни ја сликата. Израелскиот цар се шеташе по градскиот зид. Две жени му пристапија и го молеа царот да им помогне. Тие беа толку гладни што ги изедоа сопствените деца. Царот не знаеше што да прави. Беше гневен бидејќи Бог не го избави од сириската војска.
тој одлучи да го убие пророкот Елисеј, Божиот слуга. Тогаш Елисеј му испрати порака на царот. Ова го вели Господ, во ова време утре, брашно и јачмен ќе се продаваат на портите од Самарија. Слика 6. Четворицата болни од лепра. Во тоа време, четворица мажи седеа пред портите на Самарија. Тие беа лепрозни. Тие си рекоа еден на друг: зошто да останеме овде и да умреме од глад? Ајде да отидеме кај сириската војска. Во меѓувреме, сириците слушнаа голема бучава, како да доаѓа голема војска. Тие беа толку преплашени, што ги оставија сите нивни работи и оружјето и се разбегаа. Кога лепрозните дојдоа во сирискиот логор, таму немаше никој. Лепрозните зедоа храна и се што им требаше. Тогаш си рекоа еден на друг: ова не е правилно. Ова е ден на радосна вест. И ние не ја споделуваме таа радосна вест со никого. Тогаш брзо се вратија во Самарија и му кажаа на царот. Наскоро луѓето почнаа да ја продаваат храната која беше земена од сирискиот логор пред портите на градот Самарија, како што Бог преку пророкот Елисеј објави претходно. Господ го избави Израел, исто така го избави и неговиот пророк, слугата Елисеј. Пријатели, Бог го прати Исус да не избави од вечна смрт. Ова исто така е радосна вест и ние треба да ја споделуваме радосната вест со други луѓе. Слика 7. Јона бега од Бога. Откако умре Елисеј, имаше друг пророк во Израел кој се викаше Јона. Бог му рече на Јона: оди во големиот град Ниневија и проповедај против нив. Јас знам колку изопачени се тие луѓе. Народот од Ниневија беа исто така непријатели на Израел. Јона не сакаше да оди кај нив и затоа се обиде да побегне од Бог во спротивна насока. Тој најде брод, кој одеше во една далечна земја, плати за патот, а потоа бродот отплови. Набргу голема бура се крена на морето. Луѓето од бродот беа престрашени. Тие рекоа: да фрлиме жребка и да видиме кој е виновен за оваа неволја. И така, тие фрлија жребка и жребката падна на Јона. Јона беше виновен. Слика 8. Јона и големата риба. Морнарите му рекоа на Јона: што си направил? Тој им кажа дека бега од својот Бог. Па тие му рекоа: што да ти направиме за да се смири морето? Јона одговори: фрлете ме во морето. Јас знам дека ова е моја вина, што се крена оваа голема бура. Морнарите не сакаа да го убијат Јона, но бурата стануваше се посилна и посилна. Така тие одлучија да го фрлат во морето. Меѓутоа, Јона не умре. Погледнија сликата. Една голема риба го проголта Јона. Тој остана жив во утробата на рибата за 3 дена. Тогаш рибата го исплука Јона на брегот. Слика 9. Јона пристигнува во Ниневија. Бог му зборуваше на Јона повторно: оди во Ниневија и проповедај им ја пораката што ти ја кажав. И така Јона го послуша Бога и отиде во Ниневија. Тој го предупредуваше народот велејќи: за 40 дена Ниневија ќе биде уништена. Царот и целиот народ ќе бидете погубени. Тогаш царот и народот извика кон Бога да ги спаси. Тие се одврати од нивните лоши патишта и затоа Бог одлучи да не ги уништи. Пријатели, ние сите сме како Јона и како народот од Ниневија. Сите ние му бевме непослушни на Бог и правевме лоши нешта. Ние заслужуваме казна. Меѓутоа Бог не љуби. Тој го испрати својот син за да не предупреди и ние да се одвратиме од нашите гревови. Исус умре за да не спаси. Тој беше во гробот 3 дена, како што Јона беше во утробата на рибата 3 дена.
Тогаш Исус воскресна од мртвите. Сега, Исус може да дава вечен живот на сите кои ќе се одвратат од гревот и од злото и ќе одлучат да го следат неговиот пат. Слика 10. Естира и царот. Естира беше млада еврејска девојка од земјата Израел. Незините родители умреле додека била мала, па затоа Мардохеј, незиниот чичко, се грижеше за неа. Естира и Мардохеј беа заробени заедно со народот израелски и беа однесени во земјата Персија. Персискиот цар беше многу моќен човек и сите се плашеа од него. Кога неговата жена го разгневи, тој одлучи да ја смени. Тогаш ги повика сите млади и убави девојки од неговото царство да дојдат кај него. Од сите нив, тој ја избра Естира да биде неговата нова царица, нова жена. Но Естира никому не кажала дека била еврејка. Слика 11. Мардохеј одбива да се поклони на човек. Аман беше многу важен човек во Персија. Секој човек мораше да му се поклони кога тој ќе поминеше. Мардохеј веруваше и му се поклонуваше само на единствениот вистински Бог. Тој одби да му се поклони на Аман. Аман беше бесен. Тој беше решен да му се одмазди на Мардохеј. Еден ден Аман му кажа на царот: евреите не го исполнуваат царскиот закон. Нека се издаде заповед да бидат убиени. Аман му даде на царот пари и тој се сложи со неговото барање. Аман му кажа на народот дека во одреден ден мора да ги убијат сите евреи. Аман изгради голема бесилка на која планираше да го обеси Мардохеј. Мардохеј кажа на Естира дека таа мора да оди кај царот и да моли за својот народ Израел. Но Естира рече: ако некој отиде кај царот без да е повикан, тој ќе умре. Дури ни јас не смем да се појавам пред царот без негова покана. Таа ги замоли евреите да се молат за неа и тогаш им рече: јас ќе одам кај царот. И ако треба ќе загинам, но нека загинам, само да го прославам Бога и да го спасам својот народ. Слика 12. Гозбата приредена од Естира. Бог одговори на молитвите на евреите. Царот ја прими Естира. Таа го покани на посебна гозба, а истовремено го покани и Аман. На гозбата царот праша: царице моја, Естиро, што посакуваш да направам за тебе? Естира одговори: мојата желба е да живеам, бидејќи јас и мојот народ сме предадени за погубување. Царот рече: кој се осмелува да стори такво нешто? Тогаш Естира му кажа: нашиот непријател е овој злобен човек, Аман. Царот се разгнави кога слушна за злобниот план на Аман. Царот го обеси Аман на бесилката која Аман ја приготвуваше за Мардохеј. И така сите евреи беа спасени преку Божјата милост. Пријателе, Естира беше спремна да умре за да го спаси својот народ. Но Исус толку многу те сака, што умре на крстот за тебе. Тој умре за да те спаси од вечна смрт. Слика 13. Даниел и неговите пријатели. Оваа слика ни го покажува Даниел и неговите тројца пријатели. Тие беа евреи, беа одведени во земјата Вавилон како робови од страна на нивните непријатели. Вавилонскиот цар сакаше тие да му служат него, па затоа мора да го научат вавилонскиот јазик и писмо и нивните обичаи. Даниел и неговите пријатели одбија да јадат од богатата храна на царот. Тоа беше против еврејските обичаи. Тие знаеа дека мораат да ги држат Божите заповеди и да го почитуваат Бога. Затоа побараат да јадат зеленчук и да пијат само вода. Човекот кој ги чуваше се плашеше дека тие ќе ослабат и ќе се разболат, но Бог се грижеше за Даниел и неговите пријатели и тие станаа поздрави и помудри од сите млади луѓе во Вавилон.
Даниел и Вавилонскиот цар. Вавилонскиот цар сони сон. Тој ги праша неговите мудреци, бајачи, вражачи и гатаци да му кажат што знаат за неговиот сон. Но никој од нив не можеше да му каже. Затоа царот одлучи да ги убие сите до еден. Тогаш Даниел и неговите пријатели се молеа на Бога. И Бог му го откри на Даниел сонот кој царот го сони. Даниел отиде кај царот и му рече: има Бог на небото кој открива тајни. Големиот Бог му открива на царот што ќе се случи во иднина. Царот на својот сон ги видел сите царства на светот. Тогаш виде поголемо царство кој ги уништи сите претходни светски царства. Тоа беше Божјото царство кое е вечно. Даниел му ги кажа овие работи на царот. Царот беше задоволен од Даниел. Мудреците беа спасени, а Даниел беше поставен за управител на целиот Вавилон. Слика 15. Златниот кип. Вавилонскиот цар изгради еден голем златен кип. Тогаш ги повика неговите службеници да го погледаат кипот. Му заповеда на царскиот слуга да му се обрати на народот и тој им кажа: кога ќе го слушнете звукот на трубата, тогаш сите морате да се поклоните и да го обожавате златниот кип. Секој кој нема да го обожава овој кип, ќе биде фрлен во огнена печка. Даниел и неговите тројца пријатели Седрах, Мисах и Авденаго одбијат да го обожаваат златниот кип, бидејќи тие го обожаваа само единствениот вистински Бог. Некои луѓе отидоа кај царот и му рекоа: има некои евреи кои се непослушни на твојата заповед. Тие не им служат на твоите богови и не го обожаваат златниот кип, а со тоа ја прекашуваат твојата заповед. Слика 16. Огнената печка. Царот испрати да ги донесат Седрах, Мисах и Авденаго. Тој им рече: ако вие не го обожавате златниот кип и не му се поклонувате, ќе бидете фрлени во огнена печка. Кој Бог тогаш ќе може да ве спаси? Тие одговорија: Богот на кого му служиме е способен да не спаси од се. Но дури и да не спаси, ние нема да обожаваме идоли. Така Седрах, Мисах и Авденаго беа фрлени во огнената печка. Тогаш царот, стојќи оддалеку, извика: гледајте, гледам четворица внатре, како се шетаат во огнот, а четвртиот личи како синот Божи. Кога тројцата младиши излегоа од огнот, не им беше изгорено ни едно влакно. Царот рече: Богот на Седрах, Мисах и Авденаго го испрати својот ангел и ги спаси неговите слуги. Ни еден друг Бог не може вака да спасува. Слика 17. Даниел имаше голем авторитет во Вавилон. Другите службеници беа љубоморни на него. Тие не можеа да најдат никаква грешка за да го обвинат Даниел за непослушност кон царот. Така, непријателите на Даниел отидоа кај царот и му рекоа: Царе, треба да издадеш заповед со која ќе забраниш луѓето да се поклонуваат и да веруваат во други богови. И секој кој ќе ја прекаши твојата заповед да биде фрлен во јама со лавови. Царот се согласи со овие луѓе и тој постави нов закон. Даниел слушна за новиот закон, но тој продолжи да се моли на Бога како што тоа го правеше и претходно. Кога неговите непријатели го видоа Даниел како се моли на својот Бог, тие отидоа кај царот и му рекоа: Даниел не го почитува твојот закон кој ти го постави. Треба да биде фрлен во јама со лавови. Слика 18. Даниел фрлен во јамата со лавови. Царот не сакаше Даниел да умре во јамата со лавови, бидејќи му беше омилен, но тој не можеше да го прекаши својот закон. Така Даниел беше фрлен кај лавовите. Рано следното утро царот побрза кон јамата со лавови и извика: Даниел, дали твојот Бог можеше да те спаси од лавовите?
А Даниел одговори: Мојот Бог го прати својот ангел и тој им ги затвори устите на лавовите. Царот беше пресреќен. Даниел беше изваден од јамата со лавови. Тогаш царот нареди непријателите на Даниел да бидат фрлени кај лавовите и лавовите ги изедува. Пријатели, вие не треба да се плашите од тоа што може човек да ви направи. Доколку веруваме во живиот Бог, тој ќе не заштитува, како што го заштитуваше Даниел и неговите тројца пријатели. Дури иако луѓето посакаат да не убијат, ние се уште имаме надеж во Бог, зашто Исус дојде од Бога, за да ни даде вечен живот, кој ќе продолжи после смртта. Слика 19. Неемија пред големиот цар. Неемија беше евреин кој веруваше во Бога. Тој живееше во Вавилон после времето на Даниел. Ерусалим, градот на неговите предци, беше разурнат и евреите кои живеа во него беа во голема неволја. Неемија беше слуга на голем цар. Еден ден, додека Неемија го послужуваше царот со вино, царот го праша: Зошто си нажален? Неемија му кажа за Ерусалим и за неговиот народ, евреите. Тогаш царот рече: Што сакаш да направам за тебе? Неемија тивко му се помоли на Бог и потоа му кажа на царот: Испрати ме во градот на моите татковци, за да можам да го изградам. Бог одговори на молитвата на Неемија и царот се согласи со неговото барање. Слика 20. Неемија го разгледува разрушениот град Ерусалим. Царот му даде на Неемија материјали за градење и луѓе кои ќе го градат градот. Тие патуваа до Ерусалим. Но непријателите на евреите слушна за Неемија и неговиот план, па се разгневија. Тие не сака никој да им помага на евреите. Но Неемија не се плашеше од нив. Тој сакаше да го разгледа градот Ерусалим, па затоа јаваше околу разрушениот ѕид на градот. Неемија отиде да го заобиколува градот навечер, за никој да не го види. Следното утро Неемија ги повика евреите и им рече: Дојдете, ајде да ги изградиме ѕидовите на Ерусалим и нема повеќе да бидеме за срам. Исто така, тој им рече да не се плашат од нивните непријатели, затоа што Бог е со нив. И така, евреите се сложија да работат со него и да го изградат градот Ерусалим. Слика 21. Градењето над ѕидовите на Ерусалим. Погледни ја сликата. Евреите започнаа со работата. Некои го чистеа ѓубрето околу ѕидот, други ги градеа ѕидините и ги поставуваа портите. Еврејските непријатели беа многу гневни. Им се закануваа на евреите дека ќе ги убијат додека работат. Затоа Неемија почна да се моли повторно на Бог. Му беше потребно Бог да му покаже што да прави. Тогаш тој постави вооружена стража околу ѕидините да ги чуваат работниците кои работеа на изградбата. Секој од нив зеде оружје и се припреми за војна. Непријателите не можеа да ги убијат Неемија или другите градители на Ерусалим. Така работата продолжи и за само 52 дена ѕидовите беа повторно изградени. Слика 22. Езра ја чита Божјата книга. Откако ѕидовите беа завршени, евреите се собреа во Ерусалим. Езра, свештеникот Божји, почна да чита од Библијата на народот. Некои од народот почнаа да плачат, затоа што знаеа дека тие беа непослушни на Божиот закон. Тоа беше причината зошто Бог ги препушти во рацете на нивните непријатели и нивните непријатели го уништија нивниот град. Евреите сакаа да се одвратат од нивните грешни патишта и да ги следат Божите патишта повторно. Неемија му рече на народот:
Не бидете тажни, радоста Господова нека биде ваша сила. Пријателе, дали имаш радост? Бог дава радост и духовна сила кога го знаеме Бога и ја почитуваме Неговата книга Библијата. Дозволи ми да ти кажам како и ти да го запознаеш Богот на Неемија. Слика 23. Исус на крстот. Има само еден начин да го запознаеш Бог. Бог го испрати својот син Исус за да ни го покаже тој пат. Исус живееше на земјата пред многу години. Тој направи многу добри нешта за да му помогне на народот. Тој ни покажа како ние да го задоволиме Бог, но ние не ги следевме Божите патишта. Ние сите сгрешивме против Бог. Се отстранивме од Бога. Казната за гревот е духовна смрт за секогаш. Бог ги спаси Елисеј и Даниел, а и многу други луѓе спаси од смрт. Но Бог не го спаси Исус од смртта. Бог дозволи злобни луѓе да го убијат Исуса. Тие го приковаа на дрвен крст. Исус сакаше да ја земе казната за нашите гревови, бидејќи тој не љубеше. Сега Бог може да ги прости твоите гревови и ти можеш да дојдеш при Бога. Бог може да го оживи нашиот дух и ние можеме да го знаеме Бог ако сакаме да му служиме. Слика 24. Исус ни го покажува патот за вечен живот. Пријателе, животот е како одење по голем и широк пат кој води во смрт. Секој кој го разочарува Бог и му е непослушен, оди по сатаната. Тој пат води во вечна казна после смртта. Исус пострада и умре за да не спаси од таа казна. Потоа тој воскресна. Сега тој ни го покажува патот кон Бог. Ние сега мораме да го следиме Исусовиот пат. Тоа е тежок и тесен пат. Понекогаш и ние можеби ќе страдаме како Даниел и неговите пријатели, но Исусовиот пат води кон небото. Таму нема да има страдање. Тоа е место на вечна радост и мир. Бог е присутен таму. Исус рече: јас сум патот. Никој не доаѓа кај таткото, освен преку мене. Сега можеш да се молиш на Исус и да побараш од Него да ти го покаже патот кон Бог.